Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ и Зоран Заев, кој што во моментов е премиер во заминување, да има срам и одговорност колку што крадат изминативе години и лажат, сега веќе ќе имаш оставки и ќе беа паднати од власт. Оставката на Заев стана исто како и оставката на Венко Филипче. Едниот одговорен што изгореа 14 живи луѓе во модуларната болница во Тетово и починаа над 7000 луѓе од корона, а другиот одговорен за пропаста на Република Македонија. Лагата за оставката е измамнички потек, манипулаторски, срамен и потек на очаен криминалец како Зоран Заев, кој што сепак е премиер во заминување и мора да си оди. Има над 1 милиарда причини да си оди Зоран Заев од политиката и да си даде оставка. Прва од тие 1 милиарда причини е што тој лично е одговорен за украдени над 1 милиарда евра пари на граѓаните. Нема тендер кој што не е наместен или за тоа не е задолжен неговиот брат. Во Тетово живи изгореа 14 граѓани, од корона починаа над 7000 луѓе, а Венко Филипче нема ниту одговорност, ниту пак има намера да даде оставка, односно таа оставка ја приложи до владата, но бидејќи договорен со Зоран Заев да ги манипулираат граѓаните, не му е прифатена. Затоа што исто така не планира Филипче да даде оставка, бидејќи и тој самиот е задолжен во Министерството за здравство да преку него поминуваат сите тендери кои што ги бара семејството Заеви да бидат поделени во истото тоа министерство и да нема никаков проблем и последица. Сите знаеме какви се тие тендери, колку милиони чинат. Се киднапираат пратеници во собранието како да е наједноставна политичка алатка за функционирање. Зоран Заев е киднапиран човек од неговите лични криминални пориви. И тоа веќе сите го знаат. Тој е толку киднапиран од неговиот порив за криминал, што мора да киднапира други пратеници. Во МВР, со државни ресурси, високи лица од МВР, командири, шверцуваат дрога во случај каде што сите знаете е вмешан и човек кој што е близок, односно човек од семејството на Зоран Заев. И повторно за тоа никој не сноси одговорност. Образованието никогаш не било полошо од сега. Книги се фрлаа во контењери, се палеа како да сме окупирани од талибанци. Всушност, ние сме окупирани од мафијашки картел, наркокартел, кој го интересира единствено криминалот и никаков напредок на државата и идните генерации економијата. Заев да има, ама барем малку да има срам, како што го нема, сега ќе имаше дадено оставка од позицијата премиер и ќе сносеше одговорност. Ваква економска, енергетска и секаква општествена криза не се памети одамна. Сепак, ако Заев не сака да даде оставка, граѓаните сами ќе му испорачаат. Народот одлучи со над 100.000 разлика на локалните избори дека времето на политичари, измамници и лажговци, како што е Зоран Заев и целата таа клика околу него во СДСМ е веќе завршено. Сега само се чека одговорност, која што верувајте дека секако ќе ја има. Благодарам. Дали има прашања од тука, бидејќи веќе пристигна и електронски од колегите? Повелете. Најава од владеачката СДСМ дека ќе го укрупнуваат мнозинството, односно разговараат со сите партии кои што ги делат, како што велат, дневните вредности. Дали сметате дека власта може да обезбеди мнозинство за да може да функционира во иднина? Ако вела дека има политички партии кои што ги делат нивните вредности, јас не верувам дека има политичка партија во опозиција која што и не сакам да поверувам, која што ги дели истите вредности како Зоран Заев. Сите ги знаеме вредностите на Зоран Заев, што току и ги прочитав односно ги кажав на оваа пресконференција, тоа се криминалот, корупцијата, наместените тендери и веруете, тоа не се европски вредности за кои што ние говориме дека треба да ги применуваме во Република Македонија. Вредностите на Зоран Заев се токму овие: криминал, корупција, безредие, да шверцување дрога, како на мафијашки филмови, киднапирање пратеници, така да не сакам да поверувам дека и не верувам дека има таква политичка партија која што ги дели овие вредности со него, бидејќи
таквите партии веќе се во коалиција на власт. Дали има други прашања? Мислам, официјално председател на СДСМ го повика лидерот на алтернатива, нели, да го покани да разговарат, нели, за да влезе алтернатива во власта. Од друга страна, алтернатива заедно учествуваше со вас, нели, во иницијативата за доверба на владата. Како може сега одеднаш тотален пресврт да настане кај опозицијските партии, според вас, дали е тоа возможно? Па ви реков, не верувам и не сакам да верувам дека има политичка партија која што ги дели истите вредности како Зоран Заев, кои што повторно ќе ги потенцирам: криминал, корупција, безредие, шверц на дрога, делење пасоши и лични карти на наркобосови криминалци, така да тоа се вредностите на Зоран Заев. И тука не би сакал да навлегувам подетално и да дискутирам, бидејќи очигледно е дека тој самиот си замислува дека има луѓе кои што ги применуваат тие вредности. Доколку нема други прашања, би одговорил на оние кои што пристигна електронски до прес-центарот. Првото прашање, телевизија Сител, по последниот развој на настаните во собранието, како ќе делува групата на ВМРО ДПМН? СДСМ од сега обвинува дека подготвувате блокади, ќе блокирали ВМРО ДПМН работата на собранието. Ова како прашање веќе беше одговорено вчера од страна на координаторот на пратеничката група, господинот Никола Мицевски. Во однос на блокадите, ВМРО ДПМН никогаш не го блокирало собранието и како што знаете, наназад изминатија година-две, откако се гласа оние мерки за помош на стопанството во корона, сите беа изгласани и поддржани од ВМРО ДПМН, а вклучително, верувајте дека секој еден амандман кој што е поднесен од страна на ВМРО ДПМН е амандман кој што е во прилог на и во интерес на граѓаните. Така да тоа воопшто не е блокада. Тоа можам да го наречам и широка конструктивност од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН, бидејќи сепак ние го пренесуваме гласот на граѓаните. Од друга страна, морам да потенцирам дека единствена блокада која што ја прават овие 4 години, па и повеќе, е СДСМ, кои што на секој можен начин ја блокираа Република Македонија, ја блокираа економски, ја блокираа на патот кон ЕУ со нивните криминал и корупција кои што се нотирани од секоја една меѓународна организација која што следи криминал корупција, ја блокира енергетиката, односно енергетскиот сектор во Република Македонија, ги испразни езерата, на секој можен начин ја блокираат државата. Така да единствени кои што во моментов блокираат, тоа се СДСМ и коалицијата на власт. Во однос на второто прашање, телевизија Телма, СДСМ најавува дека наскоро ќе има нова влада предводена од Зоран Заев и реконструкција на 6 до 7 министри. Коментар околу ова. Нова влада предводена од Зоран Заев. Тоа е многу едноставно, бидејќи уште еднаш потврдува Зоран Заев со ваква најава од неговата партија дека е најголемиот измамник и лажго кој што чекорел во политиката во Република Македонија. Претходно најави оставка од сите позиции, сега од неговата партија велат ќе правил реконструкција на влада. Така да се гледа дека се било манипулација, но оставката мора да ја даде, а во однос на 6 до 7 министри кои што ќе ги менува, во оваа позиција во која што во моментов е владава, знаејќи ги поривите на овие министри кои што сите се угушени од криминал, значи буквално секој еден е угушен во криминал и корупција и во скандали, не верувам и убеден сум лично јас и сите останати граѓани дека ќе дојде некој нов министер кој што ќе мисли со своја глава и ќе работи во интерес на граѓаните. Кога можеше Зоран Заев да не им верува на пратениците, да не ги пушти да влезат во собранието, да кога беше гласањето на доверба, бидејќи некој може да гласа против негова волја, верувајте дека и сега нема да стави луѓе кои што се поразлични од него. Единствено ако се прави реконструкција од страна на СДСМ, може да видат луѓе кои што се со исти пориви како него, а тоа се знае кои се: криминал, корупција и се останато. Но многу поважно е Зоран Заев да не ги мачи граѓаните и да си даде оставка. Благодарам.